Како почна све и зошто? Сега после година да е онака референтно, да не ги повторуваме работите, за да нашите гледачи чујат и нешто ново. Ете така, тогашниот предлог на Законот за употреба на езиците на националностите нели беше она што ја потпали целата работа, да речеме, и кога студентите на педагошкиот факултет нели го кренаа својот глас. Иницијативата беше наша, се започна од кај нас за да се вклучат нели сите оние останати кои што се вклучија, и благодарам на сите нели што тогаш дојдоа. Петров тоаш. Тогаш беше професорот Петров, декан на педагошкиот факултет, сега знаеме поради нели кои причини веќе не е. Меѓутоа како и да е, тогаш се слушна нашиот глас. Мислам дека во очите на народот на Република Македонија се виде она вистинска слика на студентскиот глас, на студентска маса која што може нели да смени нешто. Сега кога би гледале практично, може би ништо не сменавме, меѓутоа се слушна нашиот глас и забележаат тие што треба да забележат дека навистина постои сила. Да, но тогаш поемот студентите сака да протестираат носи страв. Кај оние кои значат власти, значат спротивно, мислам. Од тогаш Македонија веќе има и можности за студентски протести. Тоа беа први големи, колку што јас се сеќавам. Да, така беше. Ние во Македонија не сме имале студентски протести, доколку не се организирани во она време познати организации. Како дојде до тоа да ви се приклучат, еве Филип и некои други луѓе за кои потоа рекоа дека припаѓаат на една партија, а им го земаа правото дека се студенти? Тоа беа студентски протести, нели, што е нормално. Сите тие, па и Филип, сите кои што се вклучија беа студенти. Дека се припадници на некоја политичка партија не значи дека не може, нели, и во другите сегменти на својот живот, нели, да се вклучат и од друга страна, нели, да проговорат за нешто што е вистина и нешто што, нели, ги потиска. Тоа што се слушнаа гласини дека, да речеме, политички партии не инструираат или не знам уште кој не инструира. Тоа е нормално, мислам и сега повторно да правиме протести и повторно истото ќе се случи. Што и да правиме уствари кога ќе се собереме вака повеќе, ќе речат, нели, нормално, инструирани се. Што не е точно дека, да речеме, ВМРО не инструираше или не знам како што тогаш постоеше, затоа што постојаа студенти од сите политички партии и студенти кои што не се политички определени. Вас демонстрираат деца на некои политичари кои се во власт. Јас ги гледав некој ден полуактивно, нешто активно и така натаму. Така. Дали тие припаѓа на некоја партија? Не знам да се тени. Филип, како стварно дојде ти таму? Да не викна по телефон, преку другари? Па еве, ја ќе кажам каде прв пат се сретнавме со групата од педагошки факултет. Тоа беше на 11 јануари во просториите на Сојуз на студенти. Тие се соочија со проблемот што го има на факултетот и дојдоа да побарат поддршка во Сојузот на студенти, каде што требаше, нели, логички да дојдат. Јас бев таму. Претходно месец дена пред тоа се случија студентски избори, во кои што ја бев кандидат, па не бев, па бев, па не бев, па СДС не ми дојде, па не бев. И едноставно бев поактивен тогаш во студентскиот живот. Ќе дојдоа таму. Јас сеќам дека седнав до нив и ги испрашував што се случува таму. Многу ме интересираше, бидејќи претходно неколку пати во дневник читав дека има проблеми. Понатака ги видов албанските студенти, десетина од нив пред собранието. Тој редослед, може ли да го утврдиме? Може се. Тој редослед еднаш. Кој во тој однос на каузалитет, кој прв почна и како следела на... Кој прв почна? Да. Па почна први тие. Кој прв излеза на улица? Албанците. Албанци, јас би рекол, веќе проблематична категорија, но сите така се изразуваат, студентите албанци. Тоа се сепак студенти македонци, веројатно со албанско потекло, но еве ако се обидам некако да лоцирам од кај све тргна, веројатно тоа некои медиуми го како синтагма, како израз употреби, од тогаш се одомаќини во Македонија, што е многу проблематично, мислам.
фактички тој израз доведе до подел. Добре, студентите албански македонци во педагошката. Тие беа пред собрание, Кое време? Од прилика. Па ја мислам дека беше крајот на декември тоа 96-та година и она што го бара го добија, а беа 10 луѓе, можеби 15 ева, да се сложи минут 20. Што бара? Бара да учат на албански. Спротивно Методиките или предметите? Спротивно на она што го предвидува уставот на Македонија и членот 48 бара да се школуваат, да имаат високо образование на албански јазик. И го добија тоа. И потоа? Сега, ако се држиме до датумите... Мири, само нека ме обясни, Миран, тој меѓупрост. Излегуваат едните студенти кои учат на тој јазик, односно кои почнуваат веќе да учат на тој јазик, кај вас што се случува? Реагирате на тоа или реагирате на нешто друго? Те излегуваат, што е нели нормално, бараат, што сметат дека е потребно, да имаат право, никој не им го спорува. Реагираме ние како нели зашто Исто имате право да кажете што сакате. Дека не е потребно затоа што ги имаат тие услови што ги имаат. Меѓутоа во тој меѓупростор нели владата донесува решение, мислам одлучува, не донесува решение дека треба тоа да се законски регулира, со што нели министерството